утро и од мене, време е да го стартуваме најновото издание на магазин. Не знам како ќе биде со оглед на тоа дека од другата страна имам личност која што зборува многу и многу брзо, но како и да е, сигурен сум дека кога ќе го слушнете нејзиниот глас ќе се расположите, бидејќи ова утро во 10 часот обично таа секогаш ве поздравува, но денеска ја ослободивме од радио емисија за да ни биде гостинка и да ни ја раскаже нејзината лична приказна, би рекол, бидејќи можеби знаете дел, но поголемиот дел и не баш секогаш го споделува. Како и да е, Сања Стојковска од Сити радио денеска ми е гостинка во магазин на Сител телевизија. На Сител телевизија. Сите убави работи почнуваат на С, ја така кажам секогаш. Да. Па Сања, сонце, Сити, среќа. Опа, добри сме. Види, се е супер, само да не се распадне. Се случи ли нешто? Да. Не, добар си. Добри сме. Ова е некој звучен ефект. Тоа ти е од комплиментот што ми го даде многу зборува, ама добро. Слушај, ако сега беше 10 часот, а ти не беше тука, како ќе најавеше твоја емисија во радио? Па зависи, многу зависи дали ќе се изнервирам додека да стигнам до радио, од се обраќаат во Скопје. Ако не се изнервирам, тоа е, не знам, добро утро Скопје, вие сте на 947, сонце надвор, сонцето на Сити, време е да стартуваме и време е со вашата омилена песна. Добре ни дојдовте. Ете така. И види како кратко срочено, ова се учи. Радио нема многу време, се не да се учи. Не, стварно, радио е сосема друг медиум. Не сум пробал, не можам да коментирам, меѓутоа знам дека е сосема различно, апсолутно. Сосема различно. Се случува понекогаш на радиото си онакав во не знам, си водела во пижаме? Тоа не сум да прашал? Во тренерки во пижаме, сега... Ај не, прашувај ќе слуша високоначалството на радиото, не смеам да кажам. Кога се празници, кога е таа дежурна екипа, тогаш малку по-лежерно да не речам облечени, ама инаку вака секој ден не можеш да се облечен како сакаш ти, затоа што пак е работа и пак доаѓаат клиенти, пејачи, гости и така натаму. Треба на нешто да личиме ти. Така си е, да сепак си и јавен лик и Тоа не се доживувам така, ама добро. Не се доживува стварно? Па не се доживувам, не знам зошто не е јавна професија. Да, јавна професија. Изложена си пред народ, пред публика, пред слушатели, тоа носи своја одговорност. Сега не зборувам тоа дека ти треба да бидеш дотеран или не знам како од бутик, меѓутоа сите ние носиме по некоја одговорност, не? Од ставови, од однесување, од Јавната професија носи одговорност и кога си на радио, јас тоа и пред некој време го кажував, дека кога си на радио ти имаш одговорност за тој од таа страна, како ќе му го направиш денот. Значи, ти може да си најсреќен ако сум јас тажна и тоа го реплицирам на радио, нема да е добро и ти ќе го смениш радиото. Мојата работа е денес да те насмеам, да те расположам, да ти ја пуштам твојата песна, да ти биде поубав денот и ако имам среќа да запамтиш нешто што сум кажала или сум те насмеала, супер сме. Одлично. Па јас за тоа денеска сакав и ти се јавив која ти е омилена песна, така што ќе те испочитуваме на крајот. Добро. Така радиски, на телевизиски начин. Ти благодарам. Ете така. Сања, си зборувала, меѓутоа не и толку детали, сепак некако твојот приватен живот си е твое, нели обично околу професијата и зумбата, затоа и приватен, но денеска одлучивме дека малку полично ќе те представиме пред публиката. Која е Сања кога не е позади микрофонот на Сити радио? Сања е еден многу често насмеан лик, кој што, знаеш, многу интересно на радио, викаат, глумиш, ама не ни можеш толку да глумиш, затоа што ако не им дадеш дел од себе, нема ни да ти возвратат слушателите. Во принцип, Сања е еден човек кој што многу сака да се забавува, сака да патува. Многу често сум насмеана. Ретко во годината може би има еден или два дена кога навистина се исклучувам комплетно и не ми се зборува со никој. Тоа е нешто што малкумина го знаат. Тогаш стануваш дома обично? Да, тогаш знам да се јавам во радио, да им кажам денес не доаѓам, Дела, мојот диџеј за кој што работам и уредник на Сити, Дела знае кога ќе му се јавам, кога ми е таков денот, дури не му се ни јавам, току му пишувам порака. Бидејќи тој ден, не знам ти, но многу е чудно, не ми се зборува со никој. Не сум лута, не сум навредена, не сум тажна, меѓутоа како да се уморуваш или прегоруваш. И тоа е заради тоа што нели темпото на живот денеска е малку побрзо, да не речам нели многу побрзо и некако ти треба таа оддишка. Добро што се рестартираш за еден ден. Брзо ли тоа кај нас, брзо? Ти си одлична. Патувања, нели, зумба, вежбање, танц, тоа ми е издувен вентил. Пишување, нешто што многу мала го правам, а никогаш некако не исплива тоа на површина, мада никогаш не е доцна.
Не знам, многу од една страна сум многу едноставна, од друга страна сум многу комплицирана. Зависи дали живееш со мене или се дружиш со мене. Многу е различно. Плюс имам неколку личности така, поделено е. Зависи од денот. Да. Интересно. Видете, Да, забавно е. Со мене не е досадно да бидеш. Да, знам. Дечко ми често знае да ми каже, ти и да си сама дома, тебе никогаш не ти е досадно. А живеете заедно или не? Да. Добро, значи него требаше да го прашаме околу тоа како е да Слободно. се живее со Сања. Те гледа ли вака по дома? Ме гледа. Некако ми делува дека си толку многу ангажирана буквално на сите страни. Се е договор, нели, време и договор кој што ќе го поставите двајцата и он е прилично многу западен, меѓутоа кога ќе се договориме и одлучиме дека денес после толку часот јас и он сме само јас и он и никој друг, знаеме тоа, си го испочитуваме и тоа го правиме веќе 10 години. Браво. Толку време сте заедно. Да, 10 Браво, години. вие сте пораснале заедно. Да, на некој начин да. Идејата е да има компромис и договор. Љубовта е нормално тука секогаш, меѓутоа ако не се договарате, ако нема разбирање од двете страни, не може тоа да функционира. Он често патува, јас често сум излизана од дома, меѓутоа тоа се балансира ако се сака. Ако не, тоа е најголемата вистина. На крајот на денот, да, ќе испиете кафе утрински заедно, меѓутоа ако не разговарате на тоа кафе, џабе живеете заедно. Јасно. Некогаш на видеокол. Така е. Зависи. Очигледно и двајцата сте свесни што значи да се има многу обврски и веројатно тоа е нешто што пред себе спојува и има разбирање, нели? Па види, едно од неговите хобија или хоби кое што го има е музичар и ние кога се запознавме на времето, јас и тогаш работев во Сити радио, он тогаш свиреше во Скопје многу актуелно. И двајцата дојдовме со услови вака да ти кажам, јас работам во радио, имам обврски, не знам, држам зумба часови и така натаму, вика јас имам свирки до 4 сабајле, викам добро. И така почнуваат тие компромиси. Мислам кога ќе се разберете на почетокот многу е поедноставно. Кога не доаѓа тоа нагло нели после неколку години. Така. Добро, интересно. Кога сме веќе кај домот, си средува, си чистиш сама, знаеш да си изготвиш нешто, имаш време, желба за такви работи или поретко? Да, поретко. Не, имам желба. Ова да, кога го слушав, знаев отприлика кај ќе оди одговорот. Да не се правам домакинка дека месам кифли по дома, не го правам тоа за жал, меѓутоа да готвам. Многу ми е кејф да правам некои здрави рецепти кои што некако малку и сама си ги измислувам со она што го имам дома или ќе ми текне нешто плюс па ќе си докупам. Тоа е креативност. Да, сакам да готвам, не дека секогаш имам време, меѓутоа кога имам време се смееме со колегите во радио дека знам да станам многу рано наутро и пред радио да направам поедок за сите и да донесам во радио. И тоа е нешто што не знам некако ми исполнува од дете, така сум учена и ми е убаво. Што им готвиш обично за поедок? Зависи, има многу разни варијанти, мафини здрави, солени, благи. Тоа значи сабајле стануваш, мешаш, печеш, Да. Кога стануваш сај? Тоа нема. Ти на телевизија работиш, мене да ме прашуваш кога станувам. Не, јас не правам мафини со бајле. Јас да ти ја кажам тајната. Барам рецепти кои што или ги измислам кои што се брзи. Брзи, да. Не можам 4 часа да се дам. Немам толку време. Да. Нема време за киснење. Нема тоа на брзина значи, ако може. Значи кисело тесто никако. Не, часи. Плюс здраво живееме никако. Не, тесто не. Ептен живееме здраво секојдневно. Добре. Раскажи ми малце повеќе за детството. Имаме неколку повеќе фотографии кои што се наистина интересни од Сања како детенце. Ајде да почнеме со оваа фотографија. Ова е човекот кој што, па можам да ти кажам дека, нели како и на секоја ќерка, така и на мене, беше херојот во животот. Зборувам беше во минато време, бидејќи е починат пред 15 години. Човекот кој што си замина многу рано од овој свет, за жал, за многу кратко време, во рокот 24 часа, немаше ни толку, комплетно наеднаш и нагло. Што се случи? Срцев удар. Срцев удар, меѓутоа никогаш не стана јасно дали е тоа докторска грешка, не сакам да навлегувам понатаму бидејќи некако минаа многу години. Она што нас не затекна мене, мајка ми и брат ми пред се, кој што останавме нели после него, е цела една ситуација во која што ние требаше одново да ги создаваме работите. Јас бев 4-та средно. И нималку не е лесно. Тоа е баш во оној период кога... Па јас би рекла можеби едни од најранливите години кога едно дете и девојка во својот ек на развивање, кога најмногу ти треба таа потпора, тогаш ја губиш на некој начин. Тоа не значи дека потпората на мајка ми и брат ми не била тука. Апсолутно. Меѓутоа, она што тој го представуваше како лик и дело во мојот живот, во еден момент згасна и тоа е многу тешко да го прифатиш.
најмногу заради тоа што многу брзо се случува се и мене ми требаше многу време да прифатам дека не е тука. Првиот удар ми беше кога се запишав на факултет. И тоа е една приказна која што малку луѓе ја знаат. Дојдов на факултет, беа поминати 6 месеци од неговата смрт, тотално не. Секој ден очекував дека ќе се појави негде. И тоа оние кои што за жал имаат изгубено некој близок во животот знаат за што зборувам. Се уште се сочуваш со оној момент на прифаќање. Да. Не прифаќаш. Не прифаќање, не прифаќаш. Едноставно си убеден дека нема шанси да е тоа татко ти. Значи тоа е сигурно. Јас се карав со сестрата на телефон која што се јави дома да ни каже дека татко ми е починат. Јас се расправив, ти беше нема шанси. Ти беше така што го прими повикот, да. Јас го примив повикот. Не знам, испуштив на телефон на сестрата, не и веров, испуштив и реков грешка, сте викам, ме молам, сте го сгрешиле домот, спуштив. Меѓутоа испадна дека не е така. И доаѓам на факултет, уписница, нели сега супер седа пополно, ми пишува татково име и презиме. И тино јас сега седам. Сега не знам дали се важи, не се важи. И ме гледа тетката од прашања, студентски прашања, ми вика, повели девојче, јас викам, татко ми е починат пред 6 месеци. И викам се, јас не знам, тука пишува татково ми е презиме, се важи или не се важи? И жената беше толку крајно прекрасна, ме седна, ми направи кафе и ми рече, вака да знаеш, дури кога ќе починат, тие се твои родители. Значи, тоа е на твојот извод запишано, тоа е твој родител и секогаш ќе биде твој родител. И тоа ми беше некако првата ударна скала, дека стварно татко ми го нема. Реалноста, да. Во тој период кога он почина, во тие 2-2,5 години почина неколку мои блиски луѓе, и тоа беа удар за удар на 3-4 месеци, и сериозно доаѓаш до степен кај што викаш, окей, има ли крај? Сериозно, има ли крај? Меѓутоа, полека, но сигурно почнуваш да растеш. И тоа растеш многу побрзо него што можеби и би требало. Сега да прашам, претпоставам дека созрeva многу побрзо пред останатите во генерација со оглед на сите овие лични удари. Па да, не можам да кажам не заради тоа што кога животот ќе те бутне толку многу пати на секој начин, единствено што можеш да направиш е да станеш да се исправиш и да кажеш окей, ништо страшно, одиме понатаму. И тоа е сакал ти или не растеш. Оставено е на тебе. Ти треба да се снајдеш. Мајка ми и брат ми секогаш биле поддршката, меѓутоа сваќаш дека едниот го нема и вие треба заедно да се водите понатаму. Не може мајка ми цел живот да е до мене рака за рака. Не би можел ни татко ми, меѓутоа друга е фигурата татковска, друга е мајчинската фигура. Она секогаш мене ќе ми биде кралица, царица, мајка како што јас се кажувам. И она издржала многу со нас и секоја чест да не закапа симно ми сум кажала, тоа е не дека ми е мајка, ама сериозно е така. И некако кога ќе почнеш да растеш, да се развиваш, да прифаќаш дека тој човек повеќе не е тука, не е полесно, меѓутоа учиш да живееш со болката. Јас така кажувам. И сега, можеби и пред неколку години немав толку сила да зборувам за него, меѓутоа сватив дека он е тука. Тоа он е дел од мене и тоа никогаш нема да се промени. Иако физички нели не е повеќе тука. Само едно ме плаши. Не сакам да го заборавам како изгледа, како поминуваат годините, мора да се потсетуваш на некои фотографии. Бидејќи како поминува времето, неминовно е дека толку брзо живееме што забораваш како изгледаат некои ликови, а не треба. За тоа се сите оние фотографии кои што барем порано се правеле многу повеќе, зборувам за отпечатени фотографии, кои што нели секогаш будат едно поразлично чувство кога ќе го земеш албумот, кога ќе земеш кога ќе допреш фотографијата е многу поразлично, да. Да, многу си поблиску до тие луѓе. Да, некако е поразлично чувството, не знам како да го објаснам, и сега пред некој време баш направив извади фотографии од телефон што ми се сликале, не знам, секаде и направив албум. И баш беше чудно. 15-20 години немам такво нешто направено и многу беше интересно. Се враќа тоа сега, знаеш? Да. Гледаме ве сега полароиди на фотоапарати. Ајде да се надеваме. Печатење на тоа е убав свет момент. Го прочитав, пола слики ми ги нема во телефони. Смениш телефон толку е. Па ти барај кај се сликите. Така си. Страшно. Така си е. Те прашав и пред емисија дали е окей да позборуваме за таткото, бидејќи истовремено па знам дека ти е толку многу важен лик и столб во твојот живот, бидејќи честопати на социјалните мрежи нели тоа го имаш споделувано. Ти олеснува кога ќе се ги каже сите оние спомени со него, ти станува поубаво, бидејќи како вела дека луѓето кои што физички ги немаме тука живеат додека ги зборуваме, да. Па, знаеш како, на почетокот беше, како што ти кажав, многу тешко да зборувам за него, меѓутоа како поминува времето... Сигурно избегнуваше во тој период. Да, дури јас првата тетоважа која што ја ставив во животот беше
6 или 7 години како беше он починат, бидејќи е датумот кога е он починат. За кое што добив многу критики зашто не запиша, не го напиша датумот кога е роден. Јас викам, јас не сум била таму кога бил роден, јас бев тука кога почина и кога мене животот комплетно ми се промени. 360 степени се врти од ново тркалото и од денес натаму не се така работите како што ги знаеш. Зборувам за него, ми олеснува, да, многу, меѓутоа и сакам да зборувам јавно, бидејќи таков е животот. Луѓето се тука родени за да нели се заминат еден ден. И ако тоа не го прифатиме како нормална појава, се повеќе ќе ни биде тешко. Неминовно е дека ќе ти биде тешко кога некој ќе замине. Меѓутоа мора да разбереме дека тоа е животниот процес. И сите ние, за жал или за среќа, неважно, во одреден дел од животот сме почувствувале некој кога е во наша близина и кога го нема. Оние кои што изгубиле родител, знаат како е, и знаат дека треба да продолжиш да живееш. Ако ништо друго, прво за себе, а потоа за тој родител кој што дал се во животот за ти да станеш таа личност која што си. Така е, сигурен сум дека денеска од таму некаде се гордее со да, сигурно, ова негова сања која што има таму една звезда, сигурно знам дека е моја. Така си е, така си е. Велиш дека и твојата мајка, нели, со оглед на оваа ситуација има многу поминато во животот и така натаму, но секогаш е насмеана и навистина ти е репер, а и ти си истата таква. Дали насмевката е наследна или си се научила дека со тешкотијата, со емотивните падови и така натаму, насмевката секогаш помага да се помине тој период? Види, наследна е заради тоа што мајка ми е секогаш насмеана, без разлика што ја се случувало во животот, тешко или не, меѓутоа како карактер е многу позитивна. И она секогаш ме учела дека треба да гледам на добрата страна на животот и дека треба да гледам на добрата страна на луѓето. Колку и да ми изгрешиле, дека не треба да им го земам тоа за зло и да им простам и да се помине тоа. И да се насмеам. Она секогаш кажува колку и некој да те навреди, кога ќе се насмееш, он не разбира таа страна што се случува. Го буниш. Да. Го збунуваш буквално. А кај мене, навистина, и кај неа, и кај брат ми, е искрена таа емоција кога сме насмејани. Сега, нели, некогаш кога ти е тешко ќе се насмееш за тоа да помине. Апсолутно. Некогаш и ќе си се исплачеш, бидејќи тоа е многу здраво и не треба да ги игнорираме емоциите. Го правиш сама, се изолираш, да. Сама, да. Сама. Многу често знам да ако ми треба да се издувам, нели, скопски кажам, нели, да не сум со никој, знам да влезам во автомобил и навечер да се возам. Не да плачам, некогаш знам да се исплачам, нели, за да ме олесни. Зависи песната кога си погоди на радио. Меѓутоа најчесто тоа кога го правам за да не знам некако ми се разбистри умот, да те релаксира. Така, да ме релаксира, убаво ми е. Знам многу да пешачам навечер. Ми треба тоа време сама со себе, бидејќи во текот на денот сум со многу луѓе. Так. И некако така се полнам, така ми се полнат батериите и така сме секогаш насмеани. Тоа и наследно е, значи не дека не е наследно. Апсолутно. Нас не е наследно од неа. Тоа и воспитување, меѓутоа и животот е научил дека едноставно на тој начин можеш многу по-брзо, не по-лесно, не значи дека е лесно, но можеби по-брзо да се надминуваат одредени ситуации. Види, кога ти се плаче, ќе плачеш, меѓутоа не треба да се препуштиш само на тоа. Тоа е емоција која што мора да ја поминеш. Апсолутно. Ама ако останеме јас и ти денес тука да се жалиме цел ден, мислам дека ништо добро нема да се случи, па така е. Да, и секогаш може да најдеме нешто негативно, дури во најубавото. Па ние во Македонија многу често знаеме, да. Тоа малце и балкански менталитет. Да, балкански менталитет, така е. Да, мислам не е само кај нас тоа. Да. Генерално, така некако се за Македонија дека функционира. нели тука живееме, меѓутоа вака кога ќе погледнеш балкански менталитет. Така си. Знам дека многу сакаш да патуваш, од оние места кои што си ги посетила, кој ти е досега така најмагично, најтвое, каде си се почувствувала како дома, иако си била за прв пат тама? Сега ме замисли. Последно бев во Шпанија. Каде во Шпанија? Мадрид и Валенсија. Убаво е, бидејќи не знам некако интересно и беше, меѓутоа да ти кажам дека таму се чувствувам дома, па не знам баш. Убаво е, сериозно е убаво, треба да се посети. Ако некаде се почувствував многу интересно и различно од се до сега, беше Перу. Перу беше сериозна приказна. Пред се храната многу ми се допадна, до сега перуанската храна мислам дека ми е на врвот на секоја храна што имам пробано, да. Кој тип на храна има? Перуанците имаат многу интересно, кај нив знаеш дека има нели јужни овошја и така натаму, и тоа се е таму свежо набрано. Сега кафето е сериозно набрано на 1 километар од тебе, јас сум голем љубител на кафе. Храната која што оние имаат е многу поразлична од нашата. Оние јадат месо од алпака, не знам дали знаеш. Ние алпаката ја гледаме како животно кое што ќе го чуваш можеби под дома, иако е големо, меѓутоа они ги чуваат како овци.
за волна, за месо и така натаму. Да, и се што е таму свежо набрано е многу добро, него подготвуваат на поинаков начин, со поинакви зачини, нешто што кај нас го нема. Интересно за перуанците и за Куско, каде што бев јас, градот на инките. Таму бевме неколку дена исто. Е дека имаат на планина вака им растат, ги садат компирите, имаат преку 100 вида на компири, многу различни. Преку 100 вида. Да, ние тука ги немаме. Физички делуваат различно? Различни се сите, различни бои, големини, вкусот им е различен. Едни се солени, други се благи, трети се нешто помеѓу. Да, многу чудно. И некако ми остана Бразил е исто убав, меѓутоа Бразил е, ајде да речам, Рио, каде што бевме ние, и Сао Пауло, туристички убаво да ги посетиш и сериозно имаат убава вегетација, нели, природа, градот и така натаму, но Перу некако ми беа поблиски, многу понародни, многу повеќе сакаат да те услужат, тука се за тебе, немаат ништо лошо да ти помислат. Бразилците не, бразилците зборуваат португалски, шпански не ги интересира, дури се навредени, англиски не знаат ни окей да ти кажат. Стварно? Да. Како се снаоѓаш таму? Ништо со гестикулација и тина. Ти ќе мавташ, они ќе мавтат, ќе се разберете. Лево, не, десно, добро, окей, фала. Како би прашала со гестикулација кај да слезам? Тука веќе нема гестикулација, тука има веќе Google Translate. Стоп? Да, не те разбира комплетно, не те разбира. Не, ништо. И во Рио, бидејќи сериозно е небезбеден град, да се разбереме, не можеш како турист туку така да шеташ. Да, сериозно е небезбеден. Во Рио навечер таксистите не застануваат на црвено. Подзастануваат. Стварно? Да, дали има автомобил од една друга страна, кога нема, продолжува. И баш го прашавме таксистот зошто, ни рече ако застанеме, најверојатно ни јас ни вие нема дома да си отидеме. Ау. Да, па има тоа се фавелите во цел Бразил и Перу, каде што е тоа е језивко. Па да, таму законот не владае, баш така како што ние мислиме. Тоа е баш језивко. Да, затоа Перу ми е помилен. Добро, одлично. Има ли анекдоти? Сега скокам од тема на една тема, меѓутоа ни се ближи крајот, толку ни е времето. Има ли вака некои анекдоти, некои моменти од твојата радиска кариера кои што секогаш ќе ги паметиш? Има многу. Сигурно има, ама сега дали ќе ти текне во моментот, Има многу смешни моменти. Имаше една гостинка, сега нема да именам креаторка кај нас, дојде на интервју и како влезе во студио, јас најавена во живо треба да дојде, и она влезе во студио и ми рече, нема шанси. Јас не гостувам, трема имам, викам како седнуе, викам само што те најавив, песнава трае, треба да влеземе. И кога си во поодмијати години во радио, како мене, кога веќе нели имаш искуство, ја наместив да седне во студио да се пиеме кафе, да мисли дека се правиме муабет, а јас се пуштив на радио. И така го направивме интервју. Не знаеше дека? Не знаеше. Сосвести на пола интервју, меѓутоа веќе беше толку опуштена, траеше интервјуто и ми рече никој до сега во животот не ми го направил ова. Секоја чест како ме прелажа да седнам. И викам, а јас се реков само седни, ќе се пиеме кафе, нема потреба, викам не пуштајте музика. Нема да правиме интервју. Меѓутоа тука беа микрофоните. Вау. Да. Ете една од работите што се имаат случајно. Многу има. Тино, жива материја е радиото, исто како што е телевизијата, знаеш. 15 години не се малку. Често знам да кажам и на брег да му кажам, пораснав во радиово со вас тука и навистина е така. Меѓутоа, убави приказни има. Секој ден е различен, секој ден има музика, секој ден има насмевки, некогаш се караме, тоа е нормално. Ама има многу ситуации. Кој подбор во квиз? Ти или Викса? Не, сега Елена се врати неделя понеделна, јас сега не сум, сега сум моја термина 10. Па добро, некогаш си попуштаме. Ако ме гледа, сега ќе ме убие. Си кажувате вака нешто, си помагате или? Не си кажуваме, не. Не си кажуваме, иако тоа така личи. Реалност е едни против други. Да, реалност е дури реално и нервозата. Реално и кога пеам на радио, дека го чекам да го смисли одговорот, кога не знае. А DJ Дела секогаш ги знае одговорите, а тој ги има? Да, DJ Дела ги знае, не смее да зуцне, ностоп се караме. Тоа ме интересира. Сигурни ли сте дека не зуцнува на никога? Па го гледаме. Немој Тино сега собнеш да ми става. Не, те молам да не наблакаме таму, сега ќе да новинарски е да прашам. Ако, јас само да прашам. Вака како слушател, сигурно Дела може помага некаде. Дела ги знае од проста причина што некој сериозно мора да ги знае за да не следи, зашто ние знаеме некогаш да забегаме, и со Елена исто. Ама во принцип поделено е. Машките прашања, женските прашања, кои повеќе има месеци кога едниот победува, има месеци кога другиот победува, ама мислам дека е балансиран.
Јасно. Те препознавали на каса по гласот? Тоа ме интересира, нели? Ти Да. производите, кога ќе им се обратиш, го има ли моментот на погледот? Не си ти од радио? Да, го има. Го има и во Се навикна на тоа, ти такси. стане секојдневно, симпатично ти е... Како Порано реагираш? не ми беше многу непријатно, меѓутоа сега радиото ми е дел од мене 15 години. Сакала ја се лене, пол од мојот живот сум таму. Баш. И некако сега ми е многу симпатично. Абе, кај ми е познат гласов? Викам сигурно телевизија, не ти е познат гласот, нели? И многу интересно дека чудно или не, направив случајно, сосема случајно направив профил на TikTok, каде што поставив Како едно случајно? видео. Така ти се кликна? Не, има профил на TikTok, гледав, меѓутоа прв пат кога го стави видеото беше сосема случајно. Аха, добро. Внук ми ме натера, као титка бе, дај добро ги имитираш секретара, ќе ме направи едно видео, стави го на TikTok да видиме што ќе се случи. И тино така и беше, ние во Охрид направив едно видео на кое што следно денеска тоа видео има мислам дека околу 650.000 прегледи. Вау. Да, и Што некако имитираш алгоритмот мислам дека таму имитира некоја секретарка нешто. Секретарка од кој тип на секретар? На телефон, кога се на јаваш, кога телефон. некој е недостапен. Аха. И многу често знам да ги прелажам луѓето кога ми се јават, бидејќи сериозно добро ја имам во радиски свет и телевизиски, тоа сега добро ја имам скинато имитацијата и често знаат луѓето да ми спуштат. Како звучи тоа? Предплатникот не е достапен. Ве молиме, бирайте подоцна. И тоа е цела тематика и сега интересно е дека луѓето ме знаат од TikTok. Замисли, 15 години работам на радио, меѓутоа сега ме знаат од Од TikTok. TikTok, Да. тоа е Каде да тоа. се свртам, каде да се појавам, дури беше и на граничен премин, мислам дека Богородица, не се сеќавам, лани, со дечко ми на граница ги дава пасошите, јас седам во автомобил и од таму цариникот вика, Сања Стојковска, вака излезе од прозорчето и јас викам, да, вика девојката од TikTok, те знам јас. Викам, добро, супер. Джабе ти е 15 години радио. Джабе, ете тоа. Значи сега на TikTok може да ми биде професија. TikTok му е мајката. Да, препознаваат. Препознаваат. Оние кои што слушаат Како не? радио секој ден Како- препознаваат. Како не, ти си буквално дел од нивниот живот многу Нивното друштво, да. долги години. Јас знам да кажам, јас сум ви сонцето и тоа е тоа. Апсолутно. Од режија ни викаат да завршуваме, мора да ги Добро. испочитуваме, Ќе одиме знаеш надвор да како е. грееме. Тоа е тоа. Ти благодарам најмногу за Ти благодарам ја. прекрасниот разговор. Да се гледаме за убави работи и те слушаме во 10, нели? Така е, 8 денес. 8 денеска, така Ти благодарам многу, Тино. Фала ти. Šte еднаш за крај, може. Како не, Бидејќи ти е Дупер омилено на од Сител Дупер. телевизија, Ето може. така. Ајде.